Браот со позлачените рогови. Чита Александар Станојков. Си имал еден ќаја и 1000 овци. Помеѓу бравите имал саде еден брав со позлачени рогови. Ќајата со тој брав што го имал многу се фалел. Биле на разговор со некој друг ќаја и од збор на збор им дошол разговорот за да се обложуваат. Ќајата кога му се фалел за браот, многу му се фалел првиот ќаја и за овчарот тој му бил многу верен и салам. Другиот ќаја му велел: "Ој ти прасе што се фалиш бре ќаја, ами јас можам да го надлажам овчарот твој и да му го земам браот со позлачените рогови." "Не можеш." "Можам." Си раздале меѓу себе зборови и дошле за да се обложат. Пошле на суд и тамо се обложиле со по 500 овци. А ако го земе браот од овчарот, да му дајат првиот ќаја 500 овци, а пак ако не може да му го земит, тој да му дајат 500 овци. Така си дадоа запис и појде вториот ќаја за да му го земит браот. Му таксуа пари, му таксуа овци. Бре, што не му дааше, арно, ама не беше кабел за да му го дајат. Најпосле си дојде дома и ја научи ќерка си за да појдит и да му го земит. Ја промени убаво како за невеста и му ја пушти. Вамо тамо го кандиса, му го зеде браот со позлачените рогови и му го донесе на таткае. Го зеде таткое и му го однесе на ќајата. "Нати го браот," му рече, "ово е што се валиш од тие со позлачени рогови и што се фалеш од имаш салам овчар, што да не се лажит? Еве како го излагав, со многу пари како му го зедов." Му рече ќајата, 3 дни ќе ми даиш мувлет, за да ти ги дотерам овците што сме се обложиле и да ти дам. Пушти ќајата и го викна овчарот за да го прашат како го излагале што му го дал браот. Кинесал овчарот за да идит и се думат по патот и си зборуват сам на себе. "Ќајата што ме викат мене не е заарно. Може да ме прашат за браот, чунти многу сев да имат на него. Како да му речам и јас не знам. Чекај да се пресудам на капава." Закачи крлукот и ја кладе капата згората, го нарече како наместо ќајата и му рече: "Добро утро, ќаја." "Тал ти господ, добро овчарко," сам си одговори. "Добре дојде, што чиниш, како си, како ти се бравите, како ти е браот со позлачените рогови?" "Сполај Богу, ќаја, здраво живо сум, овците и бравите сите се здрави и јарни, ама браот со позлачените рогови го изеде волкот, вие бидете жив." "Бре, волку го изеде, а? Ами рогоите изеде, бар го барај да и донесеш." "Ами ако ми речи вака, после треби да и барам и да му и донесам, не чини вака да речам," си рече сам на себе. Постоја малку, се попредума и пак му застана пред капата и му рече: "Добро утро, ќаја, што чиниш? Ами ти како си, како се овците со бравите, како ти се бравите, ами браот со позлачените рогови, како е?" "Сполај Богу сум, ќаја, здраво сум јас, и овците и бравите, туку браот со позлачените рогови ми го украдува, толкова било късмет, ти биди жив." "А бре овчарко, не можеше да даиш 100 брави и 200, туку го даде него. Ја браот го најдош, ја одапс не куртулаш, така ќе ми речи." Так сам си вели со себе. Трети пат се попредума и му се испраи пред капата. "Добро утро, ќа, дао ти господ, добро овчарко. Што чиниш, како си, ќа? Што ти текна за да ме викаш со олку аџеле?" "Туку ми текна, бре овчарко, да те прашам за стоката. Како ти се овците, бравите, али растат? Браот со позлачените рогови, како е?" "Ќа, колку за овците и бравите, многу арни се, илја за браот, ти биди жив, го изгубивме. Пусти моја џамилък, ете, тоа ти сторив, ти го изгубив." "Море, како го изгуби, бре овчарко? Дали ти го украдоа, дали ти го отма, дали волку го изеде? Кажи ми, како го изгуби?" "Ќа, лели се стори, сега ќе ти кажам, сакам неќу. Еве како го изгубив. Некни ти дојде ќајата и ми го сакаше за да го земит. Ми се обиде со секаков марифет, арно туку не му го давав.
Вчера вечер ми дојде ќерка му и прележа в колиба. Утрото ја го дадов браот. Ете, така сум ти се излагал чаа. Да сега, како ќе ме судиш, суди ме. Јас се излагав и го сторив како еден прост човек што сум. Ете, така честити чаа ти направив. Ќерка му ти излага, а? Ами не беше срам за еден брав да дојдит кај тебе? Срам да ја јади ти неа и татка што ја пушти. Ај, седни да ручаш, немаш кабат. Нели сме живи ние? Ако е тао, па ќе ни дојдит браот кај нас. Вака ќе ми речит, и од ова друго не ми треба да велам, оти ќе паднам. Си откачи од земи крлугот, си кладе капата и му дојде на ќаата. Добро утро, му рече. И тој дал Бог добро, му одрече и веднаш за браот го праша и овчарот право му кажа како што кажавме погоре. Стана ќајата и му појде со овчарот кај другиот. Ќајата му кажа оти ќерка му го зеде браот, а не тој како што велеше, го излагал со пари овчарот и го зел. Облогот тој го доби и се го зеде браот со позлачените рогои.